Струјата поскапува. Овие речи си сигурно откако државните електрани му понудија на Евана Хоум за безмалку 5% поскапа електрична енергија. Од 62 евра колку што чинеше досега, ЕСМ на универзалниот снабдувач од сега ќе му ја продава струјата по 65 евра за мегават час. Ова е епилогот од тендерот на Евана Хоум, на кој понуди испрати единствено ЕСМ, која важи за целата идна година за покривање над 100% од вкупно планираните количини. Оваа цена е повисока за 4,84% од претходната која беше добиена на последниот тендер на универзалниот снабдувач јуни-декември 2025, кога АД-ЕСМ понуди купопродажна цена од 62 евра за мегават час. Под комплетен надзор на регулаторна комисија за енергетика и согласно законските обврски претходно утврдената методологија, во наредниот период Евана Хоум ќе ја пресмета цената на електрична енергија по однапред утврдени влезни параметри. Новата цена е утврдена на затворена седница на владата. Пред 2 дена, премиерот Мицкоски рече дека цената која што ќе ја понуди ЕСМ на тендерот ќе биде и негов предлог на влада. Ако се знае дека овој параметар е најважниот при формирањето на конечната цена, а при тоа се земат предвид и изјавите на регулаторна дека не очекуваат зголемување на цената на преносот и дистрибуцијата, се очекува граѓаните од 1 јануари да плаќаат за околу 4% поскапа струја. Сепак, од Евана Хоум потсетуваат дека крајната цена ја формираат и други параметри. Во крајната цена влегуваат цената по која АД-ЕСМ ја продава електричната енергија на Евана Хоум, цената на преносниот систем оператор МЕПСО, цената на операторот на пазар на електрична енергија МЕМО, како и цената на дистрибутивниот систем оператор Електродистрибуција. Од лани, цената на електричната енергија ја пресметува Евана Хоум, а регулаторна само контролира и потврдува дали се точни пресметките. До крајот на месецов се очекува регулаторна да ја соопшти цената за преносот и дистрибуцијата, која се уште е под нејзина капа, но и новата цена на парното. Поскапувањето на струјата ќе биде нов удар по џебот на граѓаните покрај секојдневните поскапувања на храната.